ден. Добро вечер, почитувани гледачи. Вечерва имам навистина една посебна, дури би рекол, специјална можност, задоволство и чест, да разговарам со мојот почитувани драг пријател, Љупчо Јаневски. Зошто кажав уште во почетокот дека ми е навистина посебно драго? Веднаш ќе ви кажам, затоа што го запознав кога беше директор, односно прв човек на Агенцијата за туризам, и бевме заедно во Шибеник на една манифестација што ја организираше Македонско-хрватската тангента, и господинот Љупчо Јаневски, како директор, како прв човек на Агенцијата за туризам, изворено ја представи нашава држава, не представи сите нас, со едно негово искажување за туризмот. И, еве, да не должам на почетокот, ќе кажам дека Љупчо Јаневски е еден од ретките љубеници, а дури би рекол фанатици, кои што неверојатно го сакаат туризмот. Мислам дека од петиците до главата се влезени во туризмот и мислам дека и кога спијат, не спијат, туку сонуваат како Македонија да биде што попривлечна, подобра и побогата туристичка дестинација. Но, многу воведни зборови кажав, Љупчо Јаневски е денес професор на Универзитетот Скопје, во Скопје. И моето прво прашање, господине Јаневски, вие сте доктор на науки, доцент, кажете ми кога и како се роди вашата љубов кон туризмот? Ајде малку подсетете се кога бевте дете. Благодарам многу на топлите, искрени и срдечни зборови од ваша страна, бидејќи ќе се навратам сега на мојот дедо кој што ме велеше секогаш зборуваја вистината, знаејќи дека ќе ти замерат. Така се вика и мисијава во потреба по вистинскиот збор. Така. Знам дека е така. Секој човек некако има притаена желба уште од дете да работи нешто и како да се препознае во животот. Така. Секогаш сум сакал да анализирам, секогаш сум сакал да истражувам, секогаш сум сакал да спојувам она што е неспојно, секогаш сум сакал да компарирам. И тогаш можеби во детската игра и во детските денови на безгрижното детство би рекол детство кое што има долги денови. Денови кога сатите се, деновите се чинат дека се неограничени, бидејќи се безгрижни. Бескрајни, безгрижни, за разлика од денеска кога ни недостасува време во секој момент. И благодарам што беше многу упорен за да се видиме и да направиме оваа емисија. Јас повеќе пати инсистирам дори. И не само што инсистирањето, и упорност, и еве и покрај тоа што не можев тогаш да дојдам, сега ми е многу драго што сме тука. Така. Се она што секој дете го сака и некако го отвори ни животот и на крајот се осознава во професијата која што ја работи. Тие анализи, тие компарации, тие истражувања, искуства, ширење на пријателства, токму е тоа што го најде во туризмот и туристичката индустрија. И колку повеќе загребуваме и како луѓе кои што сега веќе професионално сме се ориентирали, фокусирали на одредено поле во туризмот, бидејќи тоа е многу широко, сваќаме дека тој е многу комплексен и дека не е веќе економска гранка, туку станува и област која што многу се користи во одредени наладки, па можеби токму и денеска малце ќе загребеме
во одредени теми во кои што ќе ги позитивно ќе ги спровоцираме гледачите да сватат на некаков начин колку може да биде длабок и колку може да биде моќен туризмот. Так, јас подготвив точно 22 прашања, ама однапред знам дека емисијата има само 45 минути, дека не ќе можеме сите овие прашања ги поставиме да одговориме, затоа веднаш одам на следното прашање. Многу е директно, ама според мене многу е битно, многу е суштинско. Како гледате, вие како експерт, како врвен познач на туризмот, како гледате на туризмот во Македонија денес, знам дека прашањето е широко, во споредба со Балканот, Европа и светот? Каде сме ние? Ајде да се позиционираме според вас. Добри ли сме? Добро е да кажеме кај бевме, каде сме и можеби каде се нашите очекувања да треба да бидеме. Да. И треба да бидеме. Така е. Ако секако имаме засукани ракави и работиме, некаде 2008-2009 година почна одредени луѓе, одредени експерти некако наивно, но ентузијастички да зборуваат за туризмот. Всушност да зборуваат за рурален туризам, да зборуваат за селски туризам, понекогаш и јас и тие ги грешевме термините како тоа треба да биде, но тоа беше толку чисто, толку искрено што некако се повеќе и повеќе почна да ги плени луѓето. Тогаш замислите во бруто домашниот производ некаде 2010-2011 туризмот учествуваше само 0,1%. Дури незначително, некогаш е статистичка грешка, не дека ние не знаевме да го мериме или дека Државниот завод не знаеше тоа да го прави Министерството за финансии, управата за земни приходи и сите останата, туку тој беше на некој ниво кој што луѓето барем тогаш го сваќаа сегментот дека нас не ни е потребен туризам, тој ни се случува и луѓето патуваат без разлика дали ние нешто правиме или не. Во тој период секако почна да се развиваат, реновираат хотелите и малце порано. Од поранешни југословенски одмаралишта се повеќе се создава хотели со повеќе звездички и тие се сегментот и циклусот на интервенцијата на самата држава и на приватниот сектор каде што почнуваме ние да размислуваме за туризам. Сега веќе имаме повеќе од 3,3-3,4 милиони ноќевања, с големен број на туристи, но има одредени параметри кои што не покажуваат дека е се така сјајно, но исто така тие показатели кажуваат каде ние треба повеќе да работиме, повеќе да се фокусираме, односно полиња, сегменти кои што можеме да ги развиваме без многу финансиски импликации, но и одредени делови во туристичката индустрија каде што вистински треба да вложиме, се со цел нашата мала земја во овој момент, земја со големо срце и како што викаат странците сончева, бидејќи за нив е тоа, Македонија е сончева земја, што повеќе да се позиционира и да ги плени со се она што ги пленило истражувачите, патеписците, сите луѓе кои што истражувале низ вековите на овие простори како една ризница, да кажеме, како една скриено богатство и скриена археолошка мапа. Професор Јаневски, посебно ме интересираат вашите погледи и сваќања за културниот туризам, можеби затоа што сум јас со таа сфера, но се разбира, како што рековте пред малку, да загребеме малку повеќе, да ги спомнеме и руралниот туризам, кој што во окружувањето, посебно во Србија, една многу разгрането и, би рекол, и широко и високо ниво, но и урбаниот туризам. Кај нас во Скопје гледаме се повеќе туристи, дури сме збунети дека доаѓаат за да го видат плоштадот, старата чаршија и да се вратат. Ајде малку за културниот, руралниот, урбаниот туризам. Едно ваше видување конкретно во Македонија. Што можеме да направиме? Всушност туризмот има еден термин кој што се вика туристичка дипломатија. Туристичката дипломатија како термин значи се она што е државата и на каков начин ние ќе го презентираме. Кои добра ќе ги презентираме, а кои ќе ги покажеме токму на лице место, кога самите туристи ќе дојдат. И колку ние сме моќни во тоа и дури сега истражувам во едно поле во кое што вели како туристичката дипломатија влијаела за време на студената војна. Како ги омекнувала некои одредени ставови, како не дозволувала луѓето да имаат такви граници, бидејќи туризмот Христа не познава државни граници, туку познава само дестинации. И токму тоа го зборувам во една наша презентација на Светското експо 2020, кој што беше 2022 година во Дубај. Ние отидовме некаде 15 на 20 на дена порано со една презентација пред
фокусирани туроператори, мојата презентација беше само со едно прашање. Зошто да ја посетите Македонија? Па тогаш можевме да изброиме повеќе од 4000 археолошки локалитети, повеќе од 43 езера, околу 70% на земјата која што е благопланинска, убава гастрономија, култура, историја. И се тоа некако збиено и се уште неистражено. И според мене и според многу луѓе Македонија е последната европска земја која што е неистражен бисер од туристичка гледна точка, но и од културна се останата. Сега, ние колку ќе се потрудиме тоа да го прикажеме на автентичен наш начин надвор, со тоа ќе има возможиме понатаму да се намалат шпекулациите, да се подобрат нашите позиции и тогаш дипломатијата, преку туристичката дипломатија ќе почне да функционира. Всушност, ние се повеќе требаме да промовираме и покрај тоа што е финансиски понекогаш, да кажеме неисплатливо, тоа всушност е вложување во се она што сме ние и ние генерално и немаме проблем со Европа и со Европската унија, бидејќи точно знаеме како држава во Брисел што требаме да направиме. Но тоа со кое што имаме проблем, верували или не, одредени анкети го кажуваат, е просечниот европски граѓанин кој што ние требаме да го убедиме зошто токму Македонија треба да биде дел од Европската унија. Токму тоа е она што треба да направиме, максимално да се отвориме, да ги покажеме нашите позитивни работи пред се во регионот и покрај тоа што ги знаеме или не. Короната направи самите ние да си го сознаеме дестинациите кои што ги имаме, па на некаков начин да бидеме и ние промотори, но сметам дека за тоа требаме многу да работиме и секогаш треба да ја покажуваме нашата светла страна, бидејќи нашите јадови си ги знаеме сите. Така, се вели обично дека попусто е да имате некој производ ако не го брендирате, односно ако тој нема соодветен дизајн, соодветна привлечност. И вие во вашите истражувања и во вашите досегашни и предавања и учества на научни и стручни собири, сигурно често се навраќате на оваа тема. Па сакам директно да ве прашам, колку маркетингот, брендирањето е битно, значајно, колку влијае за крајниот бенефит, крајниот резултат во туризмот. Ајде со некој пример, конкретно, како да се управува со предизвиците за маркетингот и брендирањето. Добри ли сме тука или се уште ја учиме азбуката, ги учиме првите букви од азбуката? Без разлика, ние само треба да учиме. Така? Всушност, добро кажавте, дали ја учиме азбуката. Азбуката секогаш почнува со првата буква како првооделенци и тоа не е срам. Така. Ние не значи дека сме првооделенци, тоа значи дека и покрај тоа што за некои работи сме на почеток, сепак сметам дека во последните 10 години имавме многу случувања и многу предизвици од многу нешта. Ако ние претходно имавме една убава кампања која што се викаше Macedоnia Timeless или Македонија вечна, која што беше пласирана генерално за брендирање на дестинацијата во повеќе аспекти. Македонија како држава во странство, па таа имаше своји краци во инвестирањето, во културата, во туризмот, во мелосот, во градовите, во промовирањето, кое што ќе овозможише на државата подобра стартна позиција за странските инвестиции и се останато, таа не беше типичен туристички бренд. Ние генерално и немаме туристичко брендирање, туку имавме, да кажеме, една кампања која што се викаше Дома си е дома, за време на корона кризата, која што сметам дека многу маестрално ја сработивме. Бидејќи е многу тешко, сметам дека ќе се навратиме на тој, бидејќи овде и прочитав некој прашање такво, додека што се неголемите предизвици, која всушност криејќи се дома, креиравме нешто сосема друго. А ние го креиравме тоа со 0 денари. И со полн резервар, со чиста душа и минимални материјални средства, оние кои што ни требаа за да преживееме во тие денови, но создадовме нешто што се викаше 1.600.000 ноќевања на домашни туристи во таа година. И покрај сите
затварање и сите потреби да го победиме вирусот, да го разбереме, понекогаш за жал да станеме пријатели со него за да го победиме, бидејќи ако бидеме ни пријатели, е она нешто кое што не ни е потребно никогаш во животот. Бидејќи ние сме тие што во животот ги создаваме пријателите, без разлика какви ни се, бидејќи ни пријателите ги имаме природно. Професоре Јаневски, убаво разговараме за туризмот, првенствено овде и сега, значи денес во Македонија, но во интерес на вниманието на гледачите, ќе се обидам сега да бидеме попрагматични, попрактични и со поконкретни примери да укажеме. Например, знам дека е едно тешко, деликатно прашање управувањето со и позиционирањето на туристичките дестинации, но според мене тоа е можеби најбитното. Кои се тие клучни дестинации во Македонија, бидејќи ние имаме зимски туризам. И отприлика тоа се Пелистер, Попова шапка, Маврово. Имаме езерски туризам, повторно Преспанското, Дојранското и Охридското езеро. Имаме ли и други, како што рековте вие пред малку, бисери, други дестинации кои што кај нас се глуви, се мртви, се занемарени? Каде треба да ставиме акцент во иднина? Може би Алшар, може би Кожух, може би... Ајде вие со вашето богато искуство, со вашето богато знаење во оваа сфера, ајде малку да им кажеме на новите градоначалници, на општините кои што може би таму се, ама не се доволно свесни дека тоа локалното нивно што го има не е само општинско, тука и државно, и балканско, и европско, би рекол и светско. Во мандатот од некаде скоро 6 години, 5 години, 10 месеца, посетив 65 македонски општини. Да. И се трудев секоја, кога имам слободно време, тоа да биде надвор од Скопје. Слободно време, бидејќи слободното време го користив и сабота и недела за да посетам некоја одредена дестинација, да се сретнам со сите тие луѓе кои што создаваат нешто, практикуваат некоја одредена туристичка форма и самите не знаат што е тоа. Всушност имаме големи потенцијали во сите алтернативни форми на туристичка понуда и алтернативните форми на туристичка понуда можеме да ги кажеме во кои што ги спаѓаме и руралниот, и агри, и еко, културниот, историскиот туризам и се останато, освен оној туризам кој што е масовен, а масовниот туризам го имаме само неколку месеци и за жал некако се форсира повеќе претежно во кружните патувања, бидејќи се смета дека Македонија во овој момент не може на друг начин да привлече туристи, што според мене е диаметрално од тоа што сме го развивале низ годините. Односно, нас не ни треба да преоптовариме дестинацијата со туристи во одреден пик, бидејќи на тој начин ќе ги ставиме максимално, ќе ги оптеретиме општините кои што нема да можат да сервисираат, па тогаш ќе имаме проблеми со сервисирање на дестинацијата, како диви депонии, како намалување на проток на вода, поголеми гужви, инфраструктури и се останато, кој што не е подготвена на таков шпиц, бидејќи замислете ето Кратово, во кое што треба да дојдат 10.000 туристи во текот на... Да, има појави. Да, на 15 дена или 10.000 туристи во текот на 3 месеци, различно ќе бидат и услужени, но различно ќе бидат и третирани. Сега, кажуваме што е она што ни се силни страни, ако знаеме дека имаме 255 винари кои што се регистрирани. Винариите, значи, да. Ако знаеме дека можеме да развиеме винска приказни и дека можеме тоа да го направиме добро во склоп со гастрономијата, па ние почнавме во последните години се погласно да зборуваме за еногастроконцептот во Македонија, каде што можеме повеќе да зборуваме за културниот туризам или културолошкиот туризам. Терминолошки, бидејќи ако речеме културен туризам, треба сите да бидеме културни, нели? А не сме. Понекогаш и не сме. Културолошкиот, па велиме дека имаме повеќе од 4000 локалитети кои што требаме да ги приспособиме за туристичка намена, односно може секој да бидат пречекани и не смееме да дозволиме туристичките водичи да ни ја кажуваат нашата историја, тие ќе си ја кажуваат историјата претежно балканските на таа што нив им одговара, бидејќи многу војни, многу војски, многу пребрежја ја доживела ова парче на земја. Па еден поет како рекол: јас знам точно каде во светот би живеел
ама пусто, каде би умрел? Да. Ако не е ова парче на земја. Така да, тоа на кое што ние требаме да се фокусираме, Кои некои пунктови, некои градови, некои општини, посочете ми неколку. претежно Македонија јас се гледам како една дестинација, која би ја поделила на 4 дестинацијски менеджмент организации или исток, запад, север и југ за подобро менаџирање. Јасно. Во кои што би влегле сите стейкхолдери во нивните управни одбори или во бордови, кои што развиваат различни сегменти на туристичка понуда. На тој начин ќе имаме градење на стратегија од дното кон врвот, односно се она што е потребно вистински на Македонија од секоја гледна точка во туристичката индустрија во наредните 10 до 15 години. И сега, ако ние во моментов немаме стратегија, ако немаме оценка на претходната стратегија која што завршила, каква била нејзините ефекти, па да знаеме дали таа истата да ја прошириме или да буквално да направиме нова, во која што ќе треба, според мене, треба да бидат сите стручни и елоквентни луѓе и од нашата земја, од регионот и можеби некои светски стручњаци на тоа поле, кои што ќе ни покажат една друга перцепција, тогаш точно ќе знаеме што треба да правиме. Ако успеавме со Крушево, со алтернативните форми на туристичката понуда. Токму тоа сега да прашам како да ми ги прочитавте мислите. Некаде 2018 година фокусирано вложување со многу малце финансиски средства и во континуитет работа со локалната самоуправа, сепак треба да кажам и да поздрам локалната самоуправа во Крушево, дека треба да продолжи со тие чекори и тоа што е добра практика да го мултиплицира. Односно, ние работата во Крушево треба да мултиплицираме во повеќе општини во Македонија, се со цел да добиеме микродестинации кои што ќе функционираат индивидуално во една поширока гледна точка, затоа искористувајќи ги капацитетите на нивните можности за развој на одредени туристички форми. Тие туристички форми во градот споменик, што би кажал, историско Крушево, е параглајдерството, исто така алтернативните форми на туризам кои што се во текот на целата година, не чекајки да ни падне снег. И Крушево, ако можете да видите според бројот на ноќевања, не се разликува нешто многу во текот на зимскиот период и во текот на годината. Всушност, ние сме успеале да добиеме типичен развој и одржливост во дестинацијата, односно да ги немаме пиковите во одредена шпиц на туристичка сезона, туку тие да бидат благи, одржливи и капацитетите да бидат полни. Убаво што го спомнавте Крушево, тоа е моје родно место, не само поради тоа. Јас имав еден свеж тазе пример, сега кога беше неодамна зимскиот распуст, се јавува некои пријатели кај нас дома и буквално молевме за да сместиме едно семејство и ни деца и не можевме да најдеме ни една слободна соба. Значи, за време на распустот Крушево беше пребукирано, што е за поздравување. Но веднаш да прашам, ако не беше тој изум, параглајдаристите, кои што го живнаа градот, го вратија животот во Крушево, тие се таму буквално, не се во зима, ама се пролет, лето, есен, значи буквално 3 сезони, има ли нешто друго, како параглајдаристите во Крушево, на некоја друга дестинација, или може би исто така пак во Крушево, ама нешто друго, што ќе биде наше, а светско? Може би знаете, може би не, е еден интересен факт. Ние во текот на 3 години, преку Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, поставивме 4750 клинови за качување по карпи. Сега некој ќе каже зошто качување во карпи. И се создадоа дополнителни нови патеки за качување по карпи, бидејќи слободното качување е многу потребно како туристичка понуда во руралните средини на државата, бидејќи тоа може многу лесно да овозможи дополнителни ноќевање на странци, претежно луѓе. И приходи во секој случај мултипликативно, бидејќи ако знаеме дека 598,5 милиони долари сме имале од туристичката индустрија во 2023 година како туристички промет, тој се множи по 2,3 до 4,3 во зависност која туристичка форма и каде се.
се имплементира, па велиме дека луѓето кои што се качуваат по карпи, просечниот престој во одредена дестинација им е 7 до 9 денови. Тоа не се кружни патувања па да ги претрчаат и направат галама, туку тие се социализираат со локалното население, имаат скромни потреби за сместувачки капацитети, се оно што ние можеме да го понудиме и дополнително комплетно трошат од своите средства околу 90% во локалната економија. Зошто? Затоа што они на некаков начин функционираат како сите останати во дестинацијата. И сега многу пати се случува ние да немаме во тие рурални средини сместувачки капацитети кои што тие сеаат со одредени звезди, ама затоа имаме сместувачки капацитети кои што во непосредна близина. Така, во непосредна близина, па дури и мали импровизирани автокампови кои што треба да прогледуваме низ прсти, а со текот на годините да правиме легислатива да ги ставиме под капата на државата. И некаде во 2023 година ние тогаш дадовме еден многу интересен проект, се викаше 50 села, 50 рурални приказни. И имавме голем број на состаноци со здруженија, со локални самоуправи кои што мислеа дека се само тие 50. Не, туку тоа е само наслов кој што требаше да овозможи и да ги мотивира, како што ги мотивираше, да почнуваат да размислуваат дополнително на таа тема. И тој требаше више повеќе годишен проект. Проект кој што ќе овозможеше во првата година истражување, да се одредат пондерирање на самите рурални средини, самите селски средини, кои имаат одредени услови, на каков начин треба да се интервенира за да се заживе руралниот туризам во некои одредени сегменти. Дали тие села биле познати по нешто, дали имаат археолошко локалитети, дали имаат одлични капацитети за велосипедски, планински патеки, можеби некои одредени манифестации, како што се Вевчани, джаламарите или некои слични пагански обичаи кои што мотивираат луѓе да дојдат етнолози од научната, од стручната фила или едноставно туристи кои што ќе го посетат гроздобери, други манифестации, денови на тоа, денови на ова, но за жал некако со укинување на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот се некако спласна. Но се надевам дека новото министерство, кое што веќе не е ново, скоро 2 години, за култура и туризам, повеќе ќе го акцентира туризмот во идните години кои што се пред нас. И ќе биде вистинско министерство за култура, ама и за туризам. Ви благодарам прво за вашите искажани идеи и веднаш да кажам дека еве јас сега во емисијава научив нешто многу ново, бидејќи јас потекнувам од едно навистина убаво село се вика Растојца, кое што е Крушевско, ама од Димитровскарскава страна. И неодамна кога бев таму, доаѓа ликовниот уметник, сликарот Сергеј Андреевски со една група и вели: Христо, сте имале овде водопад, кажи ми каде е. И јас нормално му покажав. Ама сега, после вашево искажување, јас сватив дека не е тоа само водопад, туку дека тука кога нема вода, ние имаме изворедни карпи за искачување, исто така на целото имаме огромни карпи, каде што само орлите ноќеваат. И сега ми дадовте една идеја, бидејќи досега сум размислувал за Растојца како рурален туризам со пиперки и патлиџани, а сега веќе размислувам како Растојца со клинови и козји патеки и со луѓе со двогледи и фотоапарати кои што ќе ги ловат орлите. Фотоапарати, бидејќи овој велотуризам, значи со велосипеди, со точаци, на одреден начин екстремни спортови, авантуристички туризам, очигледно или не го знаеме, или не сме доволно свесни дека имаме можности, не само на странците, и на нашите домашни авантуристи. Знаеш, Христо, знаете, Христо, во некој сегмент, зошто кажав ние сме добри, во некои сегменти треба да се подобриме. Ако оваа година и минатата година ни се фокус странските туристи, што е во ред и легитимно, и го поздравувам, во континуитет имаме пат на домашните туристи. Така. Што тоа значи? Дека ние за домашните туристи ја губиме атрактивноста за разлика од регионот. И некако, домашните туристи треба да ни бидат база, кои што се во текот на 12 месеци, да овозможиме нови атракции, да овозможиме нови форми на туристичка понуда, да овозможиме нови сместувачки капацитети, спа центри,
да вложиме во бањскиот туризам, кој што имаме одлични потенцијали, но останал само на потенцијали негде во 70-тите години, ако е многу инвестициски циклус кој што ќе треба да вложиме 200 до 250 или 300 милиони долари во некој ски центар, тоа да го распрскаме низ целата држава и да создадеме услови за некаде уште милион и пол ноќевања кои што ќе бидат во руралните средини. Тогаш некои наши постари генерации ќе живнат, ќе ги отворат своите спратови од куќите. И конечно ќе се вратат од градовите таму каде што ќе сватат се родиле, ќе сватат дека само со позитива ќе можат да ги вратиме оние кои што низ годините отишле некаде за да соберат искуство и да сватат дека нешто се случува во држава, дека нешто се менува, дека нешто оди на нешто позитивно за да им заигра срцето и повеќе време и повеќе вложуваат точно во родната грудка. Ама и нив да им биде поубаво, конечно да го дишат тој чист воздух на кој што така заборавиле, конечно за разлика и од скопската магла која има. Од смогот и од маглата, така. И верувам барем во староста да се вратат во детството и младоста. И еве една прилика, јас немам Христо дојдено кај тебе во твоето село и се надевам дека некаде не да запролети, да за есени, бидејќи тогаш ќе има малку послободно време, тогаш со ранецот ќе дојдеш, ама не само што ќе дојдеш, туку ние ќе соработуваме и ќе покренеме некои проекти, па нека кажат ова го направија Христо и Љупчо, за мене ќе биде тоа доволно, како сатисфакција. Сакам во врска со ова што оговоревме. Јас спомнам на гастрономијата. Спомнавме се уште незагадена, чиста, животна средина. Навистина има. Посебно во мојот крај можам одговорно да кажам. Јаболката не се прскани, грозјето не е прскано. И тој патлиџан, и таа пиперка, и тој граф, се е природно. Сакав да прашам за екотуризмот. Сакав да прашам за таа гастрономија која што треба да им ја понудиме и на домашните и на странските туристи. Ајде нешто повеќе за тоа, бидејќи вие се застапувате за тоа. Екотуризмот е една од вашите теми, би рекол дури и страсти. Да, екотуризмот е темата за која што докторирав, мојата докторска дисертација и некад има една анегдота, 2015 година во Агенцијата за промоција и поддршка туризмот, како вработен раководител, имав една презентација пред колегите, пред директорката во тој момент. И во некои одредени мои анализи, бидејќи таква ми беше и функцијата, анализа, истражување и стратешко планирање, го користев зборот екотуризам. Како можем потенцијал. Тогаш бев вчудоневиден кога некој стана раководителот и кажа зошто измислувате такви зборови, тоа не постои. Сега, тоа е една анегдота која што успеавме да постои во Македонија, постоела, но сега се повеќе и повеќе се зборува за екотуризам, за рурален туризам, за одржливост на дестинација. Но кога ќе почне да се зборува, ние ќе почнеме да го работиме. И ние имаме одредени, дури имаме сега веќе и зелени дестинации, како што е Вевчани. Да. Дестинации кои што се повеќе треба не само да ги исчистиме или одржуваме, заштитиме, бидејќи заштитата можеме да направиме само со добро нивно управување. И екотуризмот дури може да биде и во градските средини, да кажеме градот Скопје, сега еден пример, во кој што можеме да сретнеме повеќе од 120 видови на птици во одреден период на годината, можеме многу лесно да го развиеме како место за брд вочинг или фотосафари. Да. Да не зборуваме нашите екосредини, националните паркови, кои што треба да имаат типично управување, туристичко управување, односно овозможување на туристите преку ренџерската служба, која што исто така треба да биде обучена како екотуристички водичи. Бидејќи специализацијата за екотуризам, за заштитени подрачја, ако знаеме дека околу 15% на нашата територија е строго заштитена, тогаш ќе сватиме колку се нашите потенцијали, но тие потенцијали треба да ги примениме. Екотуристите остануваат помеѓу 7 и 14 денови. Дури минатата година сретнав една група на екотуристи кои што од Швајцарија кои што беа фасцинирани на Пелистер со наблюдување на облаци. И тие во текот на целиот ден фотографираат и наблюдуваат облаци, колку нас не се чинело од оваа гледна точка, можеби чудно. Тие се луѓе фанацици
со одредени сајтови на кои што ги покажуваат тие фотографии и споделуваат тие убавини. Нешто што можеме сами себе да си помогнеме е тоа што можеме да си бидеме ние промотори на државата. Како што знаеме, повеќе да критикуваме, што е понекогаш во ред, да подигаме на јавноста за одредена состојба која што е во нашето друштво, ајде да ги сликаме нашите убавини и споделиме на нашите социјални медиуми. Така ќе ги направиме вирални, па ќе може светот да ги погледне повеќе. Така можеби ќе мотивираме некој да дојде да не види нас, но тука треба да дочека среденост, а не хаотичност. И тоа е нешто од кое што во овој момент се плашам, бидејќи се повеќе странски туристи некако не посетуваат, а тоа што ги дочекува не секогаш е вкусно дури и за нас. Па многу голем број на туристички водичи, дури и во Скопје, ги слушам како говорат за некои негативни работи кои што воопшто не ги интересираат странците, туку ги интересираат само него и неговите, еве да кажеме, можеби предизвици. Па така да треба да веќе да зборуваме за средени дестинации, да зборуваме за реархитектурирање на целата туристичка индустрија во Македонија, да зборуваме за туристичка инспекција, за туристичка полиција, кои што ќе помогнат на секторот, кои што ќе намалат сивата економија. И тоа се процеси кои што треба да идат во континуитет. Процеси кои што треба да ги водат стручни луѓе, а не луѓе кои што го сваќаат туризмот само како шетање. Благодарам многу за сите идеи што ги искажувате, бидејќи ретко кога, односно прв пат, јас досега само прашував по 100 емисии, а денеска многу запишувам. Гледам дека запишувате, тоа е мудро. На опачината од овие листови запишувам, бидејќи навистина како извор сте, како вруток на идеи, и јас ги нотирам, ставам цртички, а последната ваша идеја беше поврзана со фотографиите, со фотографирањето. Јас имав идеја, мајсторот на фотографија Владимир Плавевски, кој за жал почина, еден ден да го однесам во мојата растојица и да ги слика сите стари, односно сите куќи, стари, бидејќи повеќето се стари, затоа што дел од нив постојано паѓаат, се рушат, ќе ги нема, како еден доказ, како едно сведоштво за една архитектура што исчезнува. Но, ми дадовте шлагворд, кога го немаме Благој Дрнков и кога немаме други фотографи, се уште се живи, за среќа, тука се Александар Кондев, еден добар фотограф, тука се и многу други млади фотографи, но ние имаме и во самите места Благадуша од Крушево, Атанас Чушковски од Вевчани. И кога не би биле тие, јас навистина не би го видел Вевчанскиот карневал на тие прекрасни фотографии, или не би го видел Крушево такво како што е, ако Благадуша на Фејсбук не ги става тие негови прекрасни фотографии. Но сметам дека државата, тие што се задолжени за ова, треба да ги ангажираат професионалните фотографи, да објават брошури, флаери, монографии, конкурси за откупување на фотографии кои што ни се потребни. Конкурси, филмови, зошто? Како некој човек ќе дојде ако ти него привлечеш, ако не му покажеш што имаш? Нашата промоција во некаде 2022 година, па и ми се сметам дека кога имаме спој помеѓу културата и туризмот, бидејќи многу луѓе сметаат дека тоа не треба да биде така во едно министерство, јас го сметам сосема обратното и сум бил голем поборник да се создаде ова министерство, пред се туризмот да се стави на ниво на министерство, а второ со една проста причина. Ако културата троши, туризмот носи. Така. И за мене тие во некои одредени работи се комплементарни. Ако ние имавме одлични документарни филмови, како што е Медена земја, прекрасен. Така. И ако го имаме силен, така, кој што не погаѓа сите многу длабоко, да, бидејќи покажува една наша реалност и една наша тага која што не е само од сега. Така. Ја представува на светот, во кој што можеме да видиме прекрасни полиња, птице, природи. Тоа е она што треба да се фокусираме на двата филма, кои што треба да ги промовираме во туризмот,
каде што не сме никогаш да бидат надвор од скрин екраните, да имаме одлична промоција по најмодерни сегменти. Дојдете во земјата на Силјан, дојдете во земјата на Атиш. Така е. И тие некои работи кои што некако ги прескокнуваме. Ние почнавме со некој абецеда некаде 2019 година и замислите, го извадивме првиот гастрономски туристички водич на државата во 2019 година. Или имавме туристичка мапа 2021-2022. Користевме време кога можеби малце патувавме, но планиравме многу. И тоа е нешто кое што треба да го мултиплицираме, бидејќи само треба да го дигитализираме. Всушност, сегментот на дигитализацијата во туристичката индустрија е неизбежен. И тој што побрзо се случи, тоа ќе ни овозможи повеќе на нашите сместувачки капацитети надвор од главниот град и главните туристички места да бидат повеќе конкурентни и достапни до туристите кои што слободно патуваат. Драги почитуван Љупчо, од режијата ми покажаа со рака дека имаме само уште неколку минути и затоа Многу се строги. Многу се строги и затоа ќе бидам брз и ќе поставам две блиц прашања. Прво, сакам да ми кажете поезијата, виното, фестивалите, манифестациите, писателите, повторно ја се враќам таму каде што нели секој го боли неговиот зап. Можеме ли културата и туризмот вистински да ги поврземе и да ги издигнеме, не само во називот на Министерството, тоа ми е едното прашање, и второто, ама исто така кратко, не многу. Една тема, една идеја на која што 2026 година треба да работиме. Само една да издвоите. Дали можеме да ги споиме? Да. Добро. Споиви се, но за тоа се потребни вистински луѓе на вистински места. Така. И второто на кое што можеби во 2026 година треба да се фокусираме и 27-та, за тоа што ќе ни се случи 28-та. Тоа е Скопје, нели? Европската престолнина на културата. Така. Ако секој ден стануваме со таа мисла и легнуваме со истата, што требаме да направиме, тогаш ќе сватиме дека овие години, 2026, 2007 и 2028 година, треба да бидат години на манифестациите. На што повеќе манифестации и промовирање на истите во регионот, бидејќи за жал Европа поставува граници, во овој момент дигитални, кои што ги гледаме и ги чувствуваме сите, и туризмот е многу осетлив на турбулентните времиња сега, но со градење на мостовите како нации кои што историски имале големи улоги низ вековите, сме должни да создадеме мостови толку силни помеѓу народите за тие да не ги за никоја политика да не мора да ги струши. Добро завршивте, добро поентиравте, подсетивте зашто можеби ќе заборавевме дека толку скоро Скопје ќе биде Европска престолнина на културата. Најпрво да го исчистиме од ѓубрето, бидејќи странците ќе забележат и најмал пикавец, а не полн контейнер. А сега ќе ве замолам на крајот со еден од овие фломастери, тука да ни напишете нешто како една ваша порака, една ваша мисла, поврзана со туризмот и да се подпишете. Слободно земете еден фломастер. Да, земам плав. Плав, да, синиот. Синиот. Тука и ќе се подпишете, бидејќи во таа тетрадка се запишуваат учесниците во емисијата во потрага по вистинскиот збор и како еден спомен, како едно сведоштво, бидејќи оваа тетрадка еден ден ќе има некоја функција. Како еден мал артефакт ќе послужи. Ќе ни прочитате после што напишавте и така ќе ја завршиме ова денешна наша вечерашна емисија. Штом фломастерот шкрта, значи има што да се напише и запише. Но да не сгрешам, бидејќи читам наопаку, ќе прочитате вие тоа точно што го напишавте. Туризмот не е трошок. Добро. Тоа е огледало на еден народ.
насекаде во светот. Добро. Потенцијал кој може да се искористи за иднината и градење на Македонија. Подпишете се само. И сакам со рака да ви честитам на се до сега што имате постигнато за туризмот, но верувам дека допрва имате што да кажете, што да направите и би рекол дека допрва ќе следуваат проекти кои што ќе имаат подпис од Љупчо Јаневски. Благодарам многу на поканата. Благодарам. Да. Evo.